Добар ден, нова скоморска епизода на моја сторија. Откако го освоивме североистокот на Македонија, нашиот јулски поход продолжува кон Струмица. Пред да се запознаеме со домакините на овој град, да видиме прво што ни кажа домакините од Крива Паланка и околината. Да видиме. Крива Паланка има огромен неискористен потенцијал. Меѓутоа, ние како идни генерации треба да се залагаме за да го искористиме тоа сите заедно. Најлесен излез е да се откажеме и да заминеме. Основна причина зашто ние се иселуваме и во иднина ќе се иселиме од градот Крива Паланка е тоа што во Крива Паланка нема стручно насочено образование, нема избор за образование и нема високо образование. Паланка нема доволно работни места, како што можете да видите, и едноставно да останат тука те ќе бидат невработени. И сега ни фали делот со кино, затоа што имаме ние мултимедијален центар кој што е реновиран, но нема опрема, така што кога некој сака да прикаже филм треба да донесе опрема и така сме имале неколку филмови, но тоа е делот што ни фали. Младите треба да повеќе да се потикнат да ги посетуваат културните настани, да се потикнат и мотивираат креативно да се изразуваат. Сметам дека треба да се залагаме уште повеќе да се бориме за нашите интереси и за тоа на вистина што му треба на нашиот град, да знаеме што му треба на нашиот град и преку тоа нели тоа да стане нели и реалност. Така, како што кажав, денешна тема се младите од југоистокот на Македонија. Согласно местоположбата, сите знаеме дека југоисточниот дел се протега покрај границата на Бугарија и Грција. Кога ќе се спомне југ, тогаш се мисли на Струмица, Дојран, Гевгелија. Струмичкиот регион пак е поделен на 4 општини, тоа Босилово, Василево, Ново село и нормално Струмица. Струмица не заостанува за другите градови во Македонија. Знаеме дека нејзината местоположба е погодна за развој на сточарство, земјоделство и други стопанства и се знае нормално дека и спортот има една долгогодишна традиција овде. Каков е животот на младите? За тоа ќе разговараме денеска. Тука сме во Europe House во Струмица, а наши домакини се Панче, Танкица, Ана, Дона, Јана, Фунда, Томи, Ангела, Мартин, Анастасија и Кире. Другари, здраво. Добри ли сте? Ајде уште малци маските, мислам дека скроз ќе ги тргнеме за некоја епизода. Така, најнапред би почнал со прашањето за кое што сите ги прашувам, а тоа е како живеат младите на југоистокот во Македонија денес? Ова е прашање за било кој ќе се охрабри нека отвори уста. Те. Здраво, јас сум Панче. Знам. Да. Ме запомти овој пат. Мислам дека групата на млади од 14 до 18 години, да кажеме, баш е југоисточниот регион им годи, бидејќи имаме доста кафичи и посебно за летниот период е баш адекватен простор, да кажеме, за оваа група. За вистинските млади, за вистинските млади. Сега кога збориме за младите, пошто нели и јас сум во групата на млади до 20 години, сметам дека ни фали можеби повеќе од сферот, од аспект на култура и настани што ќе бидат во летниот период. Не конкретно, не зборам конкретно за фестивали, бидејќи ги имаме и тие во изобилство, но можеби за кафичи кои ќе бидат по адекватни за таа возраст. Имате ли кино? Немаме кино. Значи, тоа е прилично голема работа. Имало некогаш обид за кино во Струмица, ама зборам за не за кино проекција дошла една-две, туку самостално кино кое што ќе работи со репертоар во текот на годината. Мислам дека низ годините се презема некои иницијативи за да се направи кино, но се уште не е остварена таа. Иако имаше во Арома, ако не се лажам, некои проекции, но како кино не сме имали уште од Кино Балкан. Тоа е, не знам, пред колку. Од Балканските војни. Еве јас ќе кажам од средните млади. Значи порано имаше кино, да, секоја недела имаше филмови, но тоа мислам дека се затвори некаде 2000 и некоја година, 2005 мислам, тука некаде, така да
Потоа имаше некои обиди, но ништо. Зошто е тоа? Нема луѓе да гледаат, пошто разговараме дека кино веќе не е само за младите, него кино е за целото население. Што беше според тебе проблемот, зошто се затвори киното? Па некако се изгуби интерес за кино, бидејќи почна да излегуваат, нели, Торенти. некои видеотеки, торенти и така натаму, да. Така. Добро, баш ми е жал. А се знае сега нешто, дали има некој напор да се мрдне работата во однос на кино, дали општината, дали државата, дали или тоа е се затрупано и закопано? Ево, Томи. Повели Томи. Здрави од мене. Јас како што знам, имаше иницијатива уште од пред 10 години, конкретно од млади инициирана за кино. Меѓутоа одговорот од државните институции беше дека тоа треба да биде приватна инвестиција и дека тие не можат да уложат во такво нешто. И последно што знам е дека пред пандемијата знам дека едно од поголемите киносали на Балканот овдека бараше место во Струмица за да отвори, меѓутоа до каде е процедурата, тоа не го знам. Добро, јас почнавме директно одма со муавети. Предлагам пред да продолжиме со овие теми, иако муаветов ни тргна како подмачкан, да ги запознаеме гледачите малку повеќе за Струмица, за овој регион, за југоистокот на Македонија, па после продолжуваме со повеќе прашања. Погледнете. Како олицетворение на иднината, каде се младите на мапата на југоисточниот дел од Македонија. Веднаш под тромеѓето на меѓудржавните граници со Грција јужно и Бугарија на исток се наоѓа градот Струмица. Околината на градот Струмица го дефинираат 72 села, а главно Струмичкиот појас е поделен на 4 општини: Босилово, Василево, Ново село и Струмица. Овој југоисточен плански регион брои околу 150.000 жители, од кои само 1/3 се млади. Струмица не заостанува од другите околни градови, па така поволната местоположба нуди развој на земјоделството, сточарството и стопанството. Спортот во Струмичкиот регион има долга традиција, пронижена со врвни остварувања и потенцијални млади таленти кои белешат низа успеси и награди во кошарката, одбојката и фудбалот. Седиште на повеќе културни настани и фестивали, како и можност за дисперзирани студии од областа на информатиката, земјоделството и економијата, се оние поидовни точки за кои младите би констатирале дека се показател дека Струмица има убав потенцијал за развој на секое поле. Па тоа е причината поради која младите струмичани се уште живеат во своите домови. Тие студираат и се уште имаат надеж дека иднината е во нивни раце. Но сепак тоа не го менува фактот дека Струмица има недостиг на кадар во повеќе области. Најбарани се архитектите, инженерите и фармацевтите. Струмица има своја библиотека како и дом за деца и млади. Струмичкиот карневал, како и Струмичката ликовна колонија се препознатлив белег на струмичани. Младите во Струмица би рекле дека недостасува забава, додека пак други се состават дека фали локално население, но да започнеме со ред. Како поголем град, Струмица има услови за младите, но околината не го потврдува истото. Социјалниот и културниот живот таму е сведен на минимум, па така младите би нашле повеќе замерки по однос на нивната иднина. Но од друга страна, повеќето домови на културата во Струмичкиот регион се реновирани во последните 5 години. Па така се остава простор за културно-уметничките друштва и фестивали да имаат свои катчиња за посетители. Но она што го издвојува е новата европска куќа, Центарот за млади. Специјално дизајнирано катче како место за инспирација и креативност кај младите, развивајќи критичко размислување низ дебати, соработка за генерирање нови идеи, како и до оформување на знаење од сите сфери во интерес на младите. Но сепак, како 10-ти најголем град во Македонија, Струмичани се уште се во исчекување на киносала, театар, луна парк, како и трим патеки. Младите може да пијат кафе во 13 кафулиња, а да посетат ресторани на 20 локации, но сепак се сложни дека недостасува ноќниот живот и клубовите. Зелените површини се се помалку достапни, па така секој млад човек бара прибежиште во околните места за да користи чист воздух и зелена околина.
ова вајстина е дека 13 кафичи и 20 ресторани или поишим? Ама, ова веда на Википедија, така пише. Може би, да. Од негово време, од порано. Јана, кажи ми, според местоположбата, овој регион нуди многу развој на многу гранки. Според тебе, која гранка е најразвиена во Струмица и околината? Здраво. Според мене, дефинитивно најразвиено земјоделството и угостителството. Исто така се отвараат и компании за странски пазар. И сметам дека доста е развиено производството на мебел, бидејќи тука во Струмица се наоѓала, можем да кажем, најголемата фабрика за мебел во Југославија, Треска. И оттаму работниците сега отвараат своји фирми и сметам дека затоа е развиена и таа гранка. Подковано, значи, населението за столарство. Да. Така. Добро, спомна сточарство, спомна земјоделие. Што се случува по тоа прашање? Младите луѓе, според мене, ни на крај паметна им доаѓа да се бават со тие гранки, доколку тоа не е некој фамилиарен бизнис. Ваше видување директно од тука по тоа прашање? Го зимаат младите како идеја или како визија со тоа да се бават? Јас мислам дека ќе, поради тоа што фондовите нудат можности, мислам дека ќе почне повторно да се заинтересираат за тие занаети и се надевам дека ќе почне да се повеќе луѓе да се заинтересирани. Но не сум многу компетентна за да зборувам за тоа. Така. Знае некој за некои луѓе кои што почнале, не знам, преку стартап, преку фонд да почнат свој бизнис, кој што е директно земјоделие или сточарство, например? Не. Епа да им кажете дека има фондови. Кажи ми, Танкица, во овој простор, нели, во Струмичкиот регион знаеме дека култура има, ама мислам дека е така на некој климави нозе. Кажи ми, што нуди Струмица во однос на културни локалитети и манифестации во текот на годината? Па значи вака, Струмичкиот театар, како човек кој што доаѓа од театарот, може да кажам дека Колешка? Да. Може да кажам дека е доста развиен. Сега во ситуацијата со пандемијата малку застанавме, но не цело време, бидејќи излеговме со 3 премиери, си работеше се како што треба по протокол и сето тоа. Можам да кажам дека тоа што ни фали е отварањето на театарот, кој што со години се збори дека ќе се отвори и го чекаме да се отвори. Во однос на постпандемија да се отвори или нов театар да се... Нов театар, како стамбен објект треба да има друг изграден е? Да. Стварно? Да, само што не е целосно изграден. Не е дозавршен. Да. Добро и? Го очекувам. Така, добро. Да. Друго што можам да кажам е дека во поглед на младите и посетата на театарот, искрено сум позитивно изненадена затоа што голем број на млади доаѓаат на театарски представи кога има изложби, кога има било какви манифестации поврзани со театарот, со изложбите. И на тој начин, например, се промовира културата и младите ја сакаат таа култура. Мислам, не е се во културниот, тоест ноќниот живот, туку тие сакаат да одат и во театар. Други манифестации, нели, спомнавме дека кино нема. Библиотека има. Има. Што се однесува до ликовни колони, ликовни фестивали? Има. За среќа ги има. Пак се доста посетени. Тоа е нешто кое што почнува да живее во Струмица, барем во последните неколку години. Гледам дека се почесто и почесто се прават такви манифестации и истите се доста посетувани. Така. Ана сака нешто да каже? Може тука да се надоврзам да кажам дека и во последните неколку години и алтернативната сцена, културна сцена во Струмица е доста во подем. Само што за алтернативната културна сцена, театар, изложби без разлика немаме доволна инфраструктура. Тоест каде да се одржуваат тие манифестации или театарски представи или проекции на кино. Тоа мислам дека би можело
ни фали во Струмица, дека нели културните институции се за културни институции, но исто така има и еден друг сегмент кај што има млади режисери, млади актери, млади музичари, ликовни уметници кои пример немаат каде тоа да го Што би значило својата тоа креативност. некој алтернативен центар како што е да речеме МКЦ во Скопје? Да, баш токму тоа ни фали мултимедијален центар во Струмица. Види, знам дека Струмица е според мене едно од најрокерските градови, по тоа што јас од како знам за себе си го ставам со според фанови, да, може да и Гевгелија. Мада Гевгелија е металски поише. Не, тоа е Охрид ствари. Да. Така што се сложувам со тоа дека треба можеби дали да е затворено место или отворено место, што мислиш ти што е подобро? Една бина отворена или пак некое затворено место со сцена, зборам со се тоа? Така, кога мислев на простор и место за алтернативна култура, мислев баш на тој концепт затворено место, големо место каде што може повеќе луѓе да дојдат, каде што има сцена. Пред некој време, пред неколку месеци се отвори токму ова Europe House во Струмица. Тоа е нели младински центар. Кажи ми што конкретно, значи зошто сама се каже дека не може, нели, нема сцена тука, на што конкретно се случува во Europe House во овој период откако е отворено? Во доменот на култура, еве сега позади нас може да видите една изложба. Пред тоа имавме уште една изложба, па во наредниот период ќе имаме многу културни настани на кои ги одржуваме овде, ги поддржуваме. Претежно културните настани кои ги поддржуваме овде во Europe House се произлезени од млади артисти, млади уметници, млади танчери, глумци и така натаму. Ана, кажи ми кои други домени ги поддржува Europe House во Струмица во однос на културни настани? Во однос на културни или општо? Мислам општо настани за млади. Значи, настани за млади поддржуваме од секаков вид. Додека ако на младите им треба некаков вид на едукација, ние се трудиме да им обезбедиме такви настани, обуки, тренинзи кои би ги задоволиле нивните потреби. Ако им треба место за, не знам, за состанок или за учење, можат слободно да дојдат тука во Europe House. Како функционира тоа? Доаѓаат и викаат нас ни треба простор за, не знам, за изложба да направиме на средношколски слики, ви им викате не е проблем, ќе се договориме кога. Така. Други младински организации има во Струмица? Младински организации мислам дека постојат, колку се активни, тоа е знак прашање. Активни младински организации мислам дека е Новус, Центар за истражување и анализи новост, иако во името имаат центар, се баш младинска организација. Исто така Црвен крст во Струмица имаат подмладок, така да мислам дека тие се единствените младински организации кои функционираат овде. Има локален младински совет, но не сум баш запознаена за нивната активност, колку активности тие имаат. Го гледам од преска, Томи се сука да каже нешто, повели. Па јас сакам да се надоврзам за претходното прашање кога бевме кај културата. Да се надоврзам. Конкретно ја спомнавте ликовната колонија во Струмица. Сакам да кажам дека таа е една од најстарите ликовни колонии во Македонија. Постои, мислам дека повеќе од 80 години. И колку што сум запознаен, оваа година, баш за време на ликовната колонија, треба да биде отворена нова градска галерија која што мислам дека ќе ги има сите услови кои што се неопходни да се одржуваат различни изложби од светски ранг, да кажам. Исто така кај култура кога сме Струмица од страна на Министерството за култура е избрана за град на култура 2021. Со тоа што во текот на целата година и покрај тоа што е пандемија има повеќе од 250 културни манифестации од сите области на културата. Така да сметам дека културата, за разлика од другите места во Македонија, во нашата држава, ние на повисоко ниво. Сега колку е посетуван, колку всушност се посетувани тие манифестации, веќе тоа е друго прашање. Ја обично кога ќе дојдам во зимно време овдека е малце споро. Во кој период обично е најжив културно Струмица? Со случувања и со манифестации?
Па мислам дека пролетта и летото. А зимно време што се случува? Зимно време го имаме карнавалот. Добро. А карнавалот не знам. А зимно време театарски представи се организираат, стендап, имаме изложби. Так. Меѓутоа дефинитивно пролетта и летото е со полнек. Така. Панче, кажи ми, Струмица Open Air фестивал, Астерфест, Струмечки карневал, има и други манифестации. Доволно ли е според тебе ова што за сега ги има Струмица како манифестации? Па да, Струмица изобилува со доста, како што каже и Томи, голем број на настани низ текот на цела година, посебно за време на летниот период, но сметам дека секогаш има простор за уште, дали како што спомна Јана преска за делот на алтернативна сцена, за развој повеќе, бидејќи мислам дека имаме потенцијали од таа страна, дали за отварање на скейт парк или на, бидејќи младите пројавуваат се повеќе интерес за урбана култура, но имаме потенцијал, но треба да го искористиме. И да, доволно се тие, но секогаш може уште повеќе. Еве, ќе земам сега за примери, ние како танцово студио организиравме надпревар и конвенција пред недела или две, која што вклучуваше 400 танчери од цела Македонија. И мислам дека ќе се гради низ текот на годините и ќе дојдеме до некоја бројка што ќе доаѓаат во Струмица околу 2 до 3.000 посетители и ќе заживееме на еден начин и од оваа сфера, пошто кога збориме конкретно за танц, пак спаѓа во доменот на култура, танцот е и спорт, но и култура и сметам дека е повеќе централизирано се во Скопје, но пробуваме и преземаме, малку сме амбициозни од таа страна да ни го земете танцот, нема. Него да го развиеме и да има повеќе настани низ цела Македонија. Така, тука би пуштил една анкета, имаме прилог снимено од Богданци, или Богданци, како е правилно? Богданци, значи од Богданци. Баш на оваа тема да ги видиме колку имаат простор младите таму за култура, за случувања и за живот. Да погледнеме. Здраво, јас сум Моника Станковиќ од Богдан. Денес ќе разговарам со моите врсници за животот и за можностите кои што се нудат во нашиот град. Па ќе ги запрашам, како живеат младите во овој регион? Во Богданци од секогаш имало културни манифестации кои нудат можност на младите да се имаат учество во нив и да ги покажат своите квалитети. Имаме здрава животна средина која го подобрува квалитетот на животот. Младите во овој регион живеат во мирно и безбедно окружување. Секоја година се организираат графички работилници, промоции на книги, поетски читања и музички концерти во кои што младите од нашиот град редовно учествуваат. Младите во овој регион живеат здрав живот, вклучувајќи се во спортско-рекреативни активности како планинарење, велосипедизам и пешачење. Што им недостасува, а што е добро за младите тука? Поголем број на културни уметнички друштва во кои би се вклучиле младите. Во нашиот град на младите им недостасува дискотека. Ни недостасуваат повеќе филмски и театарски представи. Јас би сакала во нашиот град да има градски базен. Младите не требаат повеќе спортски активности, со тоа што би можеле да направиме избор на спорт со кој би се занимавале. Имаат ли младите понуда за културни настани? Младите, членовите во културните друштва, честопати добиваат понуди за различни културни настани, но со оглед на сегашната состојба, културните настани се сведени на минимум. Во Богданци со години наназад опстојуваат фолклорното друштво и студио за модерен балет, кои често пати учествуваат на голем број манифестации во и надвор од нашата земја. Од преска се фалите Струмица, има многу кафичи, многу ресторани, има многу манифестации. Младите на Струмици, во Струмици ми е забавно, ама младите се повеќе се иселуваат на кај Скопје. Дали, нели, под како причина ставаат дека е тоа образованието. Дали само заради образование си одат во Скопје? Јана, што мислиш ти? Да, сметам дека главната причина за преселба или за
миграција на младите од тука во Скопје е образованието. И најверојатно ако им се овозможи, ако им се даде прилика за добра работа и за подобар живот, остануваат таму, ако не се враќаат. А добро, они ќе тргнат, нели, под изговор дека образование и откако ќе завршат со училиштето или со факултетот, си остануваат во Скопје пак. Што правиме? Зошто? Доколку им се отвори прилика за добро работно место, за подобри услови за живот. Тука не може да се случи тоа, одат студираат, имаат скил и да се вратат, но тоа не го прават многу често. Јас сметам дека тоа е заради подобрите услови. Господинот од првиот ред, ако може, Панче, има мислење свое за ова. Еве кога се земам себе како пример, пошто бев и јас студент во Скопје, претпоставувам има уште некој тука може да се надоврзи, да се гледа, го има. Дел образованието тргнав поради образование, но голем дел од колеги и од врсници остануваат поради начинот на живот, иако доколку завршиш факултет, можеби ќе најдеш работа, иако е многу тешко бидејќи фокусирано е се во Скопје и остануваат се повеќе и повеќе и има презаситеност од кадар и цело време го кажувам истото, еквивалентна плата што ќе земаш со професијата што има завршен факултет, ти е исто како да земаш тука најобична работа и едноставно со тоа знам дека остануваат повеќе ради начинот на живот и тоа. Да. И слободата можеби, да. Добро. Каква слобода? Не за знам, говор. Слобода надвор од дома, поеш и слободен. Знам. Томи сака да се надоврзе. Јас конкретно сметам дека конкретно во овој регион, кај нас имаме поголем проблем со иселување на младите во странство отколку во Скопје. Многу поголем број од млади се иселуваат во европските земји, претежно најмногу во Германија и Швајцарија, мислам дека од нашиот регион. И тој сооднос на бројот е многу поголем во однос на тие кои што остануваат во Скопје или се иселуваат во Скопје. Така. Кои земји најчесто ги бираат младите кога одат во Европа? Конкретно за нашиот регион... Секој регион си има фаворит земји, затоа ме интересира и за Струмица. Германија и Швајцарија. Порано беше Италија, меѓутоа сега се повеќе се Германија и Швајцарија. Се напуни со кумановци таму и вика нема живот веќе. Исто и Малта, иако е Малта и За образование обично Бугарија или Словенија. Најчесто. Тоа најблиску се. Да. Еве ги едно до друга се. Каква разлика Бугарија и Словенија. Фунда. Здраво. Инаку дедо ми е потекнал од Конче и многу ми е мило што ти доаѓаш како представник од таму. Кажи ми, малку ме интересира како изгледаше овој регион за време на нуклеарната ковидача, што се викам јас, пандемија. Тоа беа некои 18 месеци. Што се случуваше во тоа време? Во тоа време можам да кажам, оти јас си живеам во Конче, не се осетивме толку многу. Оти многу бевме послободни и се што сакавме можеме да го правиме, но во Радовиш, Струмица, потешко беше ситуацијата. Кажи ми, во Конче, претпоставам, пошто е Конче прилично мало местенце, нема културни локалитети од типот на, не знам, Дом на култура или тако. Каде најблиску посетувате културни манифестации? Да, нема. Само ние имаме една турски младински клуб, таму дека што ние собераме, јас сум членета таму. И таму правиме традиционални храни, скечови, читаме повеќе поезии и така имаме разни активности. Најблиску ви е Радовиш, ако не се лажам, така? Да, Радовиш. Знаеш од прилика да ми кажеш какви културни манифестации и локации има во Радовиш? Во Радовиш има културен дом Ацо Караманов. Таму повеќе пред пандемијата имаше многу изложби кои што правеше и има културен летен вечер
во Радовиш. И после мислам дека 13 подред има јуручки фестивал во селото Полница. И други не се сеќавам баш уште. Има во однос на освен во Радовиш во околните села и местенца има други културни случаи како не знам ликовни колони, уметнички колони, нешто тако или повеќе се централизирани? Да, повеќе се централизирани нема. Така. Да. Овако. Мартин, кажи ми, ни кажа Фунда дека како беше за времето на ковидот. Сега ковидот полека опадна. До септември чекаме пак, нели, па после пак да крене. Се надам грешам. Кажи ми, што се случува со ноќниот живот во Струмица? Ти како најмлад представник има Мурлија, те гледам уште од вчера. Се шегувам. Кажи ми, се вратили ноќниот живот на ниво на кое што го носеше претходно, затоа што знаеме дека Струмица е исто така доста познати по тоа дека има ноќен живот прилично квалитетен. Здраво на сите, значи во последните 17-18 месеци колку траеше оваа пандемија, мислам уште трае, но додека беше овој тежок период, малку згаснаа сите клубови, помалку и во кафичите, не се излегуваше никаде. Не за тоа што младите не ќе, туку поради рестриктивните мерки, но сега кога се олабави, можам да кажам дека градот не му се чека и се врати, ако не на 100%, на 90% од тоа што 90% од тоа што беше, знам дека во текот на летото, додека остане така, ќе се врати се во нормала. И не, како што знаат сите уствари, и не само во околината, но и на пошироко во Македонија, Струмица е еден град кој што е познат по ноќниот живот, кој што има стварно бурен ноќен живот. Зошто е тоа така? Многу ме интересира. Зошто не речеме дека и Скопје има поголем, нели, град, има повеќе простор, повеќе луѓе, ама не може да се каже дека има ноќен живот бурен и високо квалитетен како Струмица, да речеме. Што е, кажи што ни фали, ме интересира мене. Да пренесам. Не знам точно, бидејќи не сум бил многу ни Скопје, не сум бил воопшто во ствари во клубови во Скопје, да видам како е од прва рака, но... А што е тука што е толку добро? Не сум сигурен, искрено. Дали мислам дека носат подобри... Не мислам, сигурно носат подобри пејачи, пошто не сум видел тие изведувачи што ги има во Струмица да ги носат низ клубови во Скопје. Иако Скопје повеќе прави како мини фестивали, како тоа е тоа што на нам ни фали, како еден ден само фестивал, како некој таков настан. Ми го прочита погледот. Кажи ми, што е следно од типот на отворени фестивали во Струмица или во околината? Па сега летото во Струмица е познато Струмица Open фестивал. Добро. Тоа е типично за Струмица, оваа година како што знаме е јубилејна за Струмица Open фестивал. Се надевам дека ќе биде стварно добро, ќе донесат изведувачи. И во Скопје има пиволенд, ракијаленд, не знам, виноленд, како и да се вика. Кај вас има некој такво конзуматорски фестивал на кој што заради одредена храна се носат 150 диџеи и еден куп други работи? Па во изминатите години не знам, но порано знам дека имаше Еверијада. Веќе не знам дали уште постои, не сум бил веќе колку. Па веќе не сме да се произведе од дома Ајвари, нема веќе изгледа заради тоа. И логика. Тој беше како така познат по јадење, но не се носе по 150 диџеи. Да. И тоа е за сега некако најголем фестивал, не е само Струмица Open фестивал и тоа е како летниот фестивал повеќе месеци. Ангела, ти си средношколка, така? Да. Која година? Сега ќе бидам втора година. Така. Кажи ми интересира да станеш утре градоначалник на градот. Што би направила? Ама не општи одговори као ќе направам младите да се посрекни. Не, ме интересира прецизно. Например, би ја пренасочила реката. Пример. Такви работи ме интересира. Што ти фали тебе? Искрено не сум размислила на такво прашање, но сепак можем само општо одговор да дадам. Мислам дека најмногу би го променила системот за образование. И мислам дека тоа би
повеќе од средношколците би биле среќни со тоа. Многу е строго на некој начин и друго нешто што би променила би било... Напатена душа. Ама друго нешто што би променила е не знам, пак поврзано со училиштето. Повеќе да бидат комуникативни професори со ученици. Добро, тоа е повеќе и глобален проблем на образованието во Македонија. Дај другите ме интересира. Нешто конкретно. Повели. Јас, ако еден ден да бил сум градоначалник у Конче, првен сакал да сум да го сменам, оти таму младите не го знаат како да го трошат нивните слободно време. И мислам дека требало нешто да се прави, како да го пополнат таа време. И такво нешто би се требало. Например, што? Пример, курсеви, активности повеќе да има. Младинска организација, Да. може би некоја од типот на Europe House? Да, речем, може. Како локалитет. Еве, ветеранот наш. Кире, повели. Така, да се види. Еве, јас како представник на велосипедизмот во Струмица, ако би бил, нели, градоначалник, би инвестирал повеќе во објекти за младите за алтернативниот спорт. Например, еве, конкретно за нас за велосипедизам, ни треба памтрак. Еве, ја знаете во Скопје што е пред Олимписки, значи еве ние се бориме да имаме и во Струмица таква. Исто, Струмица е еден од најзаганите градови во Македонија. Би инвестирал во велосипедски патки. На место со возила, луѓето да се движат со велосипеди, тротинети електрични. Исто за скейтери, паркови, за ролерки, значи не само да биде, нели, Струмица град на ноќниот живот, Струмица да биде и град на сите спортови, не само фудбал, кошарка, ракомет и Така е, одбојка. Кире, да си ми жив и здрав. Истото јас го мислам. А кажи ми, ги спомна тие алтернативни спортови за кои што јас сум така исто влюбеник во тие. Има нешто алпинизам тука, трчање, крос-трейл, тартан патеки, такви работи? Струмица ги има сите алтернативни спортови. Еве, ние велосипедистите имаме 3-4 клуба во градот. Исто има атлетски клуб, има алпинистички клуб, има, не знам, скейтери, има од сите планинари има. Нема што нема, да. Ништо нема. Нема што нема. А кажи ми, мислиш дека со заживување и со малку популаризирање на овој тип на спортови би можела да се влие и на туризмот во Струмица? Па Струмица нема море, нема езера, има само планини, така да... Зошто да не се искористат? Не би го рекал алтернативен туризам, тоа е веќе туризам. Велосипедизмот, планинскиот велосипедизам, планинарење, има на тука околу Струмица Беласица, Огражден, Еленица. Значи на Беласица има планинарски дом, идат доста планинари од цела Македонија. Патеки за велосипед како што направија на водно за даунхил и апхил има тука направено или? Се уште не, Мислам, зборам неофицијална сигурно има. Ама официјална дали има? Официјална не. Ние ги користиме овие патки што се од... Значи тој сегмент е комплетно не постои во Струмица. Па, да речеме кажем, да. скейт парк за велосипеди, тартан, не знам, кружен тек за памтрака, кружен тек тартан за трчање, такви работи, ништо од тоа нема. Затоа велам дека треба да се инвестира и во алтернативниот спорт, ако така би го нарекли, алтернативен. Јас се сложувам со тебе. И би дополнил дека откако ќе го инвестираат, да не го остават да се крши, пошто тоа е инвестиција подразбира и одржување. Како што во Скопје кај нас, например, се случува, што е исто голем проблем. Некој друг да не сака нешто да му се изгради, некој квадратче, повели? Во Конче може да се направи за планинарење, има големо потенцијал, но само треба да се разговара со другите луѓе, што може да се собери да се направи планинарење. Мислам дека това е убаво спорт. А тоа е Конче под општина Радовиш влегува спаѓа, така? Не. Или си има посебно... Да, посебно. Општина Конче посебно, да. Добро. Сега мислам дека е
одличен момент да ги прашаме нашите другари од Богданци, што тие би направиле доколку тие станале градоначалници за да го подобрат животот во тој регион. Да видиме. Би направиле вие за и во Богданци кога би биле градоначалник? Јас би се погрижила за младите од Богданци да имаат младински културен центар кој ќе биде наменет за активности во кои тие ќе се вклучат и ќе им се овозможат простори за културни настани каде што ќе волонтираат и ќе се дружат. Јас би изградил спортско-рекреативен центар каде што младите би можеле да го поминуваат своето слободно време. На младите во Богданци им недостасува градски базен и дискотека и кога би била градоначалник би започнала со нивна изградба. Има ли простор за личен и професионален напредок во вашиот крај? Средното општинско училиште ќе понудените струки им овозможува на младите од нашиот град и од нашиот регион веднаш по завршувањето на средното образование да се вклучат во пазарот на трудот. Во Богданци работи средното општинско училиште Богданци, кое преку текстилно-кожарската, здравствената, сообраќајната и градежно-геодетската струка и преку гимназиското образование отвара поголеми можности на младите да ја изберат својата професија и да ја обезбедат својата иднина. Во нашиот град младите се повеќе се вработуваат во сите општествени институции, давајќи го својот придонес за нивната работа. Ракометниот клуб, карате клубот и пешаркарскиот клуб во Богданци вклучуваат во своите редови дел од младите кои се љубители на спорт. Мартин, кажи ми, доколку ти имаш прилика да киднеш од Струмица негде во странство, би го направил ли тоа? За сега ми е супер и не планирам во иднина да киднам во странство, што велите. Ти на факултет си или Не, средно училиште. Средно, добро. И после што планираш за факултет? Па факултет најверојатно нема да останам тука, ќе продолжам во Скопје, а потоа ќе видиме кај не носи животот. А добро, младите како заработуваат младите во Струмица? Тука те носам цело време, те вртам, те маткам, ама никако да тргнеш. Јас лично се занимавам со графички дизајн и тоа е мојот начин на заработка, а сега повеќе младите работат низ кафичи, низ ресторанти. Тоа е сега, како да кажам, некако популарно. Има и доста млади што се исто во дигиталниот свет како мене, се занимаваат со маркетинг, со графички дизајн, со видео едитинг, со фотографија и тоа е во кратки црти начинот на кој што се заработува во Струмица и како работа. Ана, те гледам тебе потврдуваш, станува збор за индивидуалци кои што си работат како аутсорсинг или пак се млади кои што се отвориле свој бизнис, почнале како ентитет, како фирма? Вака, па ги има и такви и такви. Има и млади што, како што напомена Мартин, работат баш со тие, мислам, IT секторот и се што спаѓа у IT е многу атрактивно, да кажам, за младите, исто така и услужните дејности. Но кога сме веќе кај IT има многу компании, основани од компании. Аутсорсинг, што даваат аутсорсинг услуги за компании во странство. Има и правни ентитети формирани, но и има многу млади што работат директно како индивидуалци за некоја странска компанија. Кога работат како аутсорсинг или ремоут, да речеме сега заради ковидот, имаш отприлика впечаток дали работат повеќе за македонски компании, да речеме што се лоцирани во Скопје или низ Македонија, или пак стана збор за директно за странци? Од мои спознанија, мислам дека повеќе е за странство. Има некој друг да познава некој млад човек кој што почнал собствен бизнис благодарение на X причини, не знам дали грант, дали идеја некоја, дали некој контест, дали некој нешто тако? Мислам дека, извинете, можеби некој друг сака да се наговори наговори за ново прашање. Нема, тој што си го држи микрофонот, има предност, готово, ајде. Но има и млади кои, млад од Струмица кој е добитник на грант од Фонд за иновации. Powerat, мислам дека се викаше компанијата.
Компанијата се занимава со маркетинг, ако не се лажам, и сега успешно има продадено франшизи надвор од државата во Африка, во Европа. Исто така има и многу млади кои основале своји стартапи директно баш со тоа, со IT технологиите и онлайн маркетинг или слично. Има многу такви млади. Вие сите сте средношколци, така, освен Анастасија, ако не се лажам. Има некој повозрасен? Добро, ти си вработена, така е. И ти си? И ти си. Добро. И ти си. Па пола сте човеч. Работи некој од вас нешто на страна од својата интегрална професија за вие што сте завршени веќе на факултет, а за среднистите дали работи некој нешто кое што е, нели, што викам јас, тезгички? Еве, ќе почнем јас. Ајде, Панче. Јас по професија сум PR, имам завршено однос со јавноста, но по завршувањето на факултетот се вратив тука во Струмица. Имав кратка можност да работам со професијата, но секако бев посветен повеќе на танцот и бидејќи немаше такво студио во Струмица, се решив да отворам за прв пат тука и целосно се посветив на тоа. Така тоа е како се отворите фирма, баш фирма Здружение. Да, функционираме како здружение и баш ги охрабрувам сите млади на еден начин, бидејќи работата ти е 90% 80% од животот и доколку не го работиш тоа што го сакаш, ќе ти биде потешко, но доколку работиш нешто што стварно имаш голема љубов, пак кога ќе стане збор за бизнис и не го гледам на тој начин, едноставно ми е љубов, а уствари пак и работа. Така да ги охрабрувам сите доколку би сакале да пробат нешто и доколку мислат дека ќе бидат посрекни со тоа, да го пробаат баш за млади. Друг некој? Некој ми спомна, ми мафна, ти беше се, не се кри. Не, јас покрај театрот сум волонтер во Црвениот крст, но тоа си е веќе уште од мали нозе. 13 години сум волонтер. Тоа е пред театрот, устари почнав. Пред театрот, да. Истовремено како волонтер и демонстратор прва помош на возачи, координатор на младите во клубот на млади еден период. Човек да му е кеф да умре у театар, одма ќе го реанимира. Да, јасно ми е. Епа. Так. Добро, а кажи ми, еве, Кире ќе го прашам, кај го гледаш Струмичкиот регион за 5 години? Со твоите 650 до сега, знаеш, тоа си изминати веќе со години, на назад ние врсниците визуелно гледаме, нели, визионерски, пардон. Што мислиш, што ќе се случува? Па за 5 години е мал период. Ајде за 10. За 10 години Струмица по-модерен град. Мислиш дека е возможно овие работи што ги прецизно, што ги наброја како што се патеки, паркови, освестување на теренот за спорт и за туризам се можни да се случат? Па за тие години да. Значи не зборам дали е да се изведат можно да се изведат, туку дали би се случиле во однос на конфигурацијата на на терен, на луѓе, на позиционирање на луѓе, на свесноста на општината. Конфигурацијата на теренот одговара доколку би се направиле овие сите што ги набројавме. Би имало младите каде да спортуваат, така би пораснали. Значи ти си оптимист. Интересот, да. Оптимисти по тоа прашање. Да. Анастасија, ти си најмала. Истото прашање за тебе. Ти си 9-то одделение, така? Сега ќе бидам 9. Ти си 8 за 9-то? Да. Леле! Многу ме интересира ти каде го гледаш Струмичкиот регион за 5 години? Не знам. Па за 5 години. Што би се сменило, што мислиш од сега? Мислам дека во образованието ме интересира. Кажи ми, мислиш дека средните училишта ќе имаат некаква реформа? Мислам дека ќе има повеќе дигитализација. Добро. За тоа се зборуваше многу, имаше многу голема дебата. Како? Според мене не сакам да имаме нели дигитални учебници, но мислам дека може да имаме проектори, да имаме компјутери. Посовремено помага. Да, а ти како професија имаш целиш кон некоја страна?
Па сега се мислам. На мене повеќе ме влече јазикот, исто така и фармација, можно е. Па тоа, превод на апчиња. Да. Живан. И на рецепти. И како хоби јас учествувам во One Way Dance студиото во Панче. Браво. И Гуруто ви е таму тук. сум 4 години веќе, да. Браво. Друг некој да чуем, ме интересира каде го гледа Ана, може ти? Помислам дека Струмица и Струмичкиот регион во наредните 5-10 години, да кажеме, би бил малце поразвиен, градот би бил малце поурбан, би имало малце повеќе можности за млади. Исто така, мислам, мое мислење е тоа, дека трендот на иселување на млади, мислам, контроверзно е ова мислење, но мислам дека трендот на иселување на млади ќе се намали и веќе почна некои од младите кои отишле во странство да работат или да студираат, да се враќаат од таму со свој капитал и да инвестираат овде во нашата заедница. Па мислам дека тоа е голема можност да се случи во наредните 5 до 10 години. Добро, убава желба ти. Јас искрено пожелувам и сакам Струмица да направи уште некој кафич и уште некој ресторан, па да можеме да влеземе во Гинисова книга на рекорди за број на локали по глава на жител или по квадратни метри опфатеност. Така. Тоа е Тоа не е далеко од вистината? Не е далеко од вистината. Тоа може и пред 5 години. Но и желбата моја, желбата, предвидување желба без разлика како, веќе почна да се случува. Има многу луѓе што биле во Америка, пример, работеле, или биле во Швајцарија, во Германија, во Холандија, па се вратиле тука и основале свој бизнис, без разлика дали ќе го работат за странски пазар, дали за домашен пазар, но сепак инвестирале овде, во оваа заедница. Стекнале знаење, искуство, да, и капитал вратиле. и од тука сваќаат дека можат да работат за надвор или за тука тој бизнис да го преселат, а да инволвираат повеќе македонци во целата, мислам, граѓани на Македонија во целата оваа работа. Јас немам веќе прашање за вас. Има ли некој што нешто сака да каже, а јас не стигнав да го прашам на денешната тема? Нема? Нема. Може и тоа. И тоа е. Ова е слободен свет, можеме сите да не кажеме ништо да го сакаме. Ете, со ова епизода го завршуваме и првото полугодие од моја сторија. Ќе да правиме мала пауза, малку да се одмориме, да земеме и ние здив. Вие нормално внимавајте на топлотните бранови, мачкате се со UV фактор милион, пите повеќе течности, јадете лубеници, тоа се подразбира, и чекајте не да се вратиме во втората половина од август. До тогаш ве оставам во добро здравје, уживајте, одмарајте се и бидете расположени. Довидување.